Во најопуштен, уметнички, креативен дух продолжуваме и со вториот наш денешен гости, кој што не само што може да го витка и топи железото, туку прави чуда и со хартија и картон. Тоа било и неговиот поттик како да започне да работи во квилинг техника. Наш денешен гостин, господин Благоја Јошевски, добре ни дојдовте во утринската на Алфа. Добре ве најдов. Јас уживам кога имам гости со кои можам да говорам за уметност создавана со двете раце, со овие 10 прсти и навистина ви се восхитувам за сето она кое што го правите со толку љубов, трпение, посветеност, а ќе го правиме и паралелно додека си разговараме со мојот денешен гостин, тој ќе ни покажува како се работи во квилинг техника, што таа значи и кои се тајните, нема до крај да ви ги откриеме, немојте да мислите дека се ќе ви кажеме денеска, но еве малку од малку ќе ви откриеме од сето она кое што е битно за да се работи во квилинг техника. Ајде започнете да им откриеме што е тоа квилинг техника. Квилинг техниката е една техника на изработка на слики од ленти од хартија. Како што е оваа лента. Било каква хартија или мора да е цврста хартија? Цветовите кога се прават со 130 грамска хартија. Таа е најпогодна за цветовите, меѓутоа кога се прават ликовите, сум дошол до сознание дека е најубаво со две такви хартии залепени, односно до 300 грамска хартија може да се прави. Јас хартиите се ги сечам самиот, затоа што имам своја, да речам, работилница мала. Така. Имам за сечење на хартија, имам монтажен стол, што малку ќе ве зачуди. Ликовите ги правам на монтажниот стол. Квилинг техниката е всушност виткање на хартијата и лепење на основа. Прекрасно. Значи, овие цветовите се толку убави, толку се живописни. Мислиш дека ќе ти проговорот, јас просто не знам кој да го покажам, кој да го одложам, а имаме толку многу. Имате сработено околу 1000 вакви дела, а ова е пафта, ова се вика пафта, така нели? Да, тоа е пафта, само од другата страна, обратно. Од другата страна вака? Да, не е така. Вака. Ова е пафта, значи тоа е она што на половината се става. Обично е сребрена пафтата и е дел од многу носи, многу женски носи, традиционални, нешто прекрасно, нешто совршено, вистински. Ќе ги видиме и ликовите малку подоцна, но ајде кажете ми колку е едноставно и колку е битно, што е побитно во квилинг техниката, да имаме мирна рака или мирно око? Па битно е се, меѓутоа најбитно е да има желба. Јас не признавам дека некој човек нешто не може да направи. Уметноста е еден дел кој се носи од сораѓањето, меѓутоа се друго е работа. Да, она што ми го кажавте, ме фасциниравте, затоа и го потенцирав на почетокот, дека првично сте виделе дека можете да правите нешто со двете раце кога сте ја направиле оградата на вашата куќа. Сте свиткале железо и тоа потполно сами сте го направиле, тоа толку уметнички, прецизно, како да сте го правеле цел живот. Ви помогна некој или? Па ми помогна само за заварување еден пријател мој, инаку сето друго јас го правев. И тогаш дојдовте на идеја дека? На идеја да почнам да работам во квилинг техниката дојдов после известно време, кога бев на една изложба во Крушево, еден мој сега пријател. Вие сте инаку крушевчанец роден, така? И тој работеше во оваа техника, ги видов сликите и искрено да кажам, неговата сопруга работеше со срма. Мене повеќе ме привлече срмата во почетокот. Меѓутоа, кога малку размислив, видов дека најубаво е да се почне со квилингот. Квилингот ми го потполнува времето, можам да седам многу долго, многу време, и ако квилингот не беше во време со пандемијата, јас не знам како ќе преживеам. Браво, секоја чест. Пред малку ја видовме Света Лидија и мајка Тереза, а сега го гледаме овој прекрасен крст. Браќата Кирил и Методи се овде
Морам да ги покажам и нив и додека дојдам до Гоце Делчев, малку ќе ве замолам за да со внимание, со особено внимание го проследим, еве го Гоце Делчев, видете само колку совршено е направен и колку точно, можам само да претпоставам колку е тешко да се изработуваат ликови на овој начин и колку бара сето тоа претходна подготовка, добра концентрација. Веројатно не е исто да се изработуваат цвеќиња и да се изработуваат ликови, така? Ова е сосема друга техника и многу повеќе труд и знаење бара, заради тоа што со цвеќињата повеќе е вештината во рацете. Јас прво правам скица на хартија, затоа и ви реков преска дека имам монтажен стол на кој ги работам ликовите. Ликовите не може да се земи, да речам, основа и хартија и да се направи лик. Тоа е невозможно. Бар за мене е невозможно. Прво цртежот го ставам од оздола, имам монтажен стол кој има светло од оздола и така прецизно после ја лепам хартијата и ги доловувам ликовите кои ги правам. Ова го правите цели 7-8 години, така нели? 7-8 години. Процес во кој едноставно се оди само нагоре, се расте, се нагоре. Колку црпите искуства, колку наоѓате начини, колеги, слични. Вие не сте од генерациите кои што живеат на интернет, но сепак сте активен на социјалните мрежи. Сум активен и ова што ме интересира го знам одлично. И да си го поварам на интернет. Ви помага интернетот, така нели? Интернетот ми помага. Во кои земји каде најмногу квилингот е респектиран, почитуван? Каде? Имате ли некои такви? Не би можел да ви кажам затоа што не знам тоа да ви кажам. Мислам дека сегдека се работи и тоа го работат само ентузијасти. Да. Како професија малку потешко се работи. Но е доста искористен, гледам и во декорирање на великденски јајца квилингот, дури и во облека е вметнат. Да. Уникатни парчиња на облека и во многу други обечки нешта. се прават накит се прави во таа техника. Јас не сум отишол, иако сум направил за керката и за снаата по некој парче накит, за жал не можев да ви донесам овдека да ви покажам. И не знаев што се можам да донесам, затоа што и повеќето, не повеќето, туку најмалку 600-700 слики и други парчиња што сум ги работел, сум ги подарил. Да. Сум ги подарил без ниеден денар. Браво. Затоа и јас ќе посведочам, ние се запознавме пред некаде 2 години, така некаде беше, кога јас добив порака на Facebook. Тоа беше веднаш после првотоа објава дека јас и Атиџе сме се сретнали, дека имаме развиено пријателска наша дружба и ми напиша господин Благоја порака дека е многу среќен за тоа што Атиџе има пријателка како мене и ни направи портрети. Портретите се дома, јас си го имам дома, Атиџе си го има ставено во незината дневна соба портретот на господин Благоја и навистина се уверив дека човек кој што кој што се радува на туѓите пријателства, сака да ја споделува таа убава енергија и токму тоа е мисијата која што ние денеска сакаме да ја расшириме и сакаме да ја пуштиме на секаде ширум светот, затоа што на крајот на краиштата не мора секогаш да имаме интерес од она што го правиме, нели? Секако. Мене ме исполнува и тргнувајќи од тоа дека треба да подарам, а многу сакам да подарувам. Многу често и во хуманитарни организации сум се учленувал, не учленувал, туку сум сакал да дадам. На кои се видни личности и каде, на кои се места, не може би на сите нема да се сетиме во овој момент, но каде се ќе ви текне во моментот сте подарувале ваши изработки? Ми се чини нема црква на која не сум подарил дали крст или реплика. Светец. Да, јас имам и света великомаченица Сузана ми ја подаривте пред не знам колку време беше и тоа толку е убаво изработена што навистина неам зборови. На црквите на Мајка Тереза, у куќата на Мајка Тереза, отидов и се понудив да им направам една слика
всушност побарав слика неизина по која би направил слика во оваа техника. Тие ми дадоа една слика и мислеа дека јас сакам да ги правам за да ги продаваат тие во нивната продавница. Кога им кажав дека ги правам за задоволство и ги правам за да им ги подарам, тогаш многу беа изненадени, за тоа што уметниците обично сакаат, не уметниците, секој човек сака да заработи нормално. Да, особено во вакви услови во кои сите живееме, да. Мене ми е, јас сум се остварил како човек во животот до сега. Не можем да речем дека сум богат или така, меѓутоа сум задоволен со она што сум го постигнал. И благодарен. И благодарен, што е многу важно. И затоа сум решил да подарувам. И се од сега натаму пак ќе подарувам. Браво. Сега последна работа ми беше во последниот месец и пол, не последниот, последните 3 месеци, правев реплики на икони. Тоа ќе си го задржам за себе, односно ќе им го подарам на фамилијата после мојата смрт. Околу колку реплики имате направено? Преку 100. Преку 100 реплики на икони. Јас мислам дека нема светец Тоа и семено наследство нека остане, нека го предаваат од генерации на генерации. Снашката ми е по уметноста малку повеќе, најверојатно Неизе ќе и подарам. Тоа не значи дека на другите нема да им подарам. Меѓутоа, Неизе ќе и подарам заради тоа што таа знае да ги чува. Браво. Знае да ги чува и ќе биде сигурно задоволна со тоа што ќе им го подарам. Прекрасно, навистина. Еве, уште една творба на Свети Кирил и Методија. Јас имам овде се уште, еве вака би им покажала се на нашите гледачи, а вие можете полека таму да им покажете на гледачиве што се друго е битно и неопходно за да почнеме да создаваме нешто во квилинг техника. Ќе мораме нешто Ќе мора да ми дадат од лентите во чесот. Ајде ги замолувам колегите да подадеме од лентите. Да подадеме од лентите. Еве овај прекрасен цвет, навистина ремек дело какво што можат да создадат само вредни и вешти раце на човек кој што ја сака уметноста, сака да усреќува и сака да прави трајни вредности како што е ова. Еве уште еден вид на цвет. А пролетта како така ни се наближува и нам на сите ни е потребен ваков цветен мотив. Преубави се. Навистина се преубави. Всушност, вие и започнавте со изработка на цветови, така нели? Да. Браво. Не баш вакви и ова е повеќе влечи на ликовите, заради тоа што не е само вртеница и лепено. Не се прави, како да ви речем, се прави како лик. Мора да има основа на која мора прво да се нацрта, па после да се... Супер. Ајде да видиме што се крие вашето магично кутивче. Магичното кутивче, се ова што имам, се ножиците и пинцетката и чачкалицата, се е моја изработка. Ова е работата со која можеме да завртиме овие ленти. Значи, лентата се поставува ова, не знам камерата дали може да го фати, може да се отвори, јас сум го правел, за да можам до 300 грамска хартија да можам да завискам. Значи, го отворам вака кога е подебела хартијата, ја ставам лентата тука и почнува со вртењето. Со вртењето се добива еден круг, а од тој круг има милион можности како да се направи после она што сакате да го направите. Значи, ова се завртува, малку се задржува за да се коригира хартијата, односно да дојде, се пушта во големина, сега вака, не знам дали може да види. Во големина која сакате и со чачкалица се зема лепак
Лепакот е за хартија. Лепакот е за хартија, ова е дрвофикс. И го лепиме ова крупче. Треба малку да се задржи, за да се залепи убаво. И после го виткаме, го правиме всушност за намената која е потребна. Која ни е потребна. Основното е да се стисни и од ова, од 5 или 6 или обично од 5, затоа што сите цветови скоро имаат по 5 ливчиња. Еве го цветот како, се не знам дали може да се види. Од 5 вакви ќе направиме едно цветче. Едно цветче. Да. Предпоставувам дека е вистина потребно доста трпение, доста мирна рака и подготвеност да некогаш бидеме спремни дека имаме ние и можеби и лош ден. Има ли такви лоши денови кога едноставно хартијата нема? Нема лоши денови. Значи нема без лоши оглед денови затоа што мене ме исполнува работата, а кога ви исполнува нешто секако дека нема лош ден. Да, велите Ако дека имам лош ден, не почнувам да работам. не почнувате да велите. Јас не го правам ова за да, извинете, јас не го правам ова за да заработам. Не се мора што ништо, мора. да. Јас го правам да си го потполнам времето, да бидам јас прво задоволен. Јас ако не сум задоволен со она што го направив, никому не го подарувам. Имам и таква. Ја имам и првата слика што сум ја направил. Таа нема да ја подарам заради повеќе работи, меѓутоа и не ми се допаѓаше. Да. Не ме обесхрабри тоа да престанам, баш напротив. Се повеќе и повеќе барав начин како Морам да го покажам уште еднаш нашиот Гоце Делчев, символот на нашиот непокор, идеологот, апостолот, човекот кој што во последнава година толку многу често го говориме, толку многу често го споменуваме и толку многу се чувствуваме ранливи на тоа дека некој сака нешто да ни украде или некој сака нешто да ни присвои. Сте размислувале ли за тоа дека можеби дел од младите генерации, најмладите генерации би сакале да научат да работат во квилинг техника и можност да се направат некакви работилници, некакви предавања, некакви средби? Мислам дека тоа е една одлична идеја да организираме за младите луѓе кои што за жал растат со смартфони и се најголемиот дел од времето посветени на нешто што не им носи никаква придобивка. Јас сум сега слободен човек, немам никакви скороврски, сем оние редовни што можат да се планираат однапред и да се прават тогаш кога јас ке сакам. Јас би бил многу среќен кога некој школу, да речеме, или пензионерски дом, тие се категории кои можат најмногу да го прифатат това. Би било убаво да речеме во една школа по час по уметност да се прикажи и да им се даде да ја фатат хартијата, да видат тоа дека не е ништо тешко, дека не е проблем да се направи тоа како. Одлично. Јас ќе се потрудам на вистина да овој глас стигне до многу училишта каде што има вредни, посветени и креативни наставници, а ги има многумина. Јас сум готов да ви помогнам. И се надевам дека квилинг техниката ќе успееме да им ја доближиме на најмладите генерации, на дечињата и да им создадеме можностите и тие квалитетно да го пополнуваат своето време. Сигурно поквалитетно отколку со смартфоните и со не викам дека тоа не треба да се прави. И тоа има некаква предност, но воглавно ме обсесија за некакви игри кои што никаква придобивка од тоа не им носат. Не е само ова што носи придобивка, ова ја исполнува душата, заради тоа што човек се осеќа, вие кога ќе стегнете хартијата, правите нешто што не е предвидено однапред. Еве да речеме од истиот тој лист што го направив, сега можеме да направиме и ваков модел. И поинаков лист. Да. Или ако го стисниме навака, ќе биде сосема друг. Да. Така да од едно вртење може да се направат повеќе видови многу модели. Што вие сте успеале да го совладате железото, да го стопите и со таква естетика да го обликувате железото на вашата домашна ограда, тогаш со хартијата немате проблем. Немам проблем.
Јас многу би ви благодарам што денеска бевте наш гостин, што инспириравме, поттикнавме и ставивме, вака загатнавме една тема која што е инспирација за многу наставници, за многу професори, за многу родители како да ги насочат своите деца да учат еден убав, би рекла, занает кој што може да прерасне и во професија еден ден, бидејќи рачната работа може би во моментов ни се чини неисплатлива, но во светот е многу респектирана, многу почитувана и еве нека биде ова убава причина како да го завршиме ова наше денешно дружење и како да мотивираме секој еден кој што нема некое хоби, а па и нема можности да инвестира, бидејќи чинам дека за ова хоби не ни е потребна некоја голема инвестиција. Мала инвестиција е, техниката се вика квилинг, се што ве интересира, а не бевте во можност се да запомните. Господин Благоја е доста подготвен да ве упати, напишете му на Facebook порака, разменете некои искуства, а можете и се разбира да соработувате доколку имате желба за некоја ваша нарачка, некоја тема на која сакате да се сработи нешто и верувам дека ќе се изроди некое ново пријателство, така? Секако. Тоа е уште поважно. Мене ми требаат луѓе. Јас цел живот сум работел со луѓе и мене во оваа пандемија ми беше најтешко да седам дома. И ако не беше ова, јас не знам дали ќе можев да преживеам. Човекот кој што работи рачна работа никогаш не му е здодевно и никогаш не се чувствува осамен, така да ви посакувам уште многу долги години да создавате вакви дела креативни, да инспирираме и да споделуваме заеднички со нашите гледачи. Благодарно што бевте наш гостин денеска, а тука ние некаде се поздравуваме и одиме со останатите содржини.